Јас со причини сум застанал за еден процес и до ден денеска стојам на тоа стојалиште како најбрз начин да го подобриме правосудството во државата, а тоа е распуштање со право на реизбор. Тоа беше нашиот став. Две се причините. Со европските партнери кога разговаравме, тие побара лична одговорност, не колективна одговорност, и таа е помалку важната причина. Втората најважна причина е ресурсниот капацитет, како да се пополнат испразнетите судиски и обвинителски места ако тие заминат по процес на ветинг. Во државата има систематизирано 750 судиски места по систематизација, во моментот има 520 судии. Ако процесот прочисти уште 300, на 2 години се продуцират 19 судии и 19 обвинители. Немате начин како да ги пополните. Денеска Академијата гледате дека во постапка на конкурс на 60. Правиме напори тие 60, ако може да станат 120, но немат ни капацитети, ниту имат собствена зграда, ниту каде што треба да се прават обуките. Разговараме со Европската Унија да дадеме една брза трака на сите над 5 години, стручни соработници, адвокати над 5 години, универзитетски професори, да можат на некои 2-3 месеци академија да може да го полагат испитот со така практично искуство. Тука е отворена темата. Јас сум не само за ветинг во правосудството, ветинг многу транспарентен, каде што дефинитивно ќе направи прочистување, а секако ќе поставиме нормативи во државата. После тоа што стартува овие денови во Агенцијата за национална безбедност, и тоа е ветинг, јас сакам да погледнеме вакви можности генерално во МВР, тоа министерот Спасовски го објаснуваше, но и во сите други државни институции. Правосудството и владењето на правото, правната држава е еден од најголемите експоненти. Но секако предходно треба да направиме други видови на подготовки, каде што преку ветинг или проверка на имотот, потеклото на парите и сето тоа го гледавме во Албанија како се случуваше, треба да го подготвиме во моментот од 520. Пример, ако кажеме 20 односно 200 не исполнуваат условите, 320 исполнуваат. Ќе остане државата со 320 судии од 750 проектирани како потреба. Тогаш ќе навлеземе во други видови на проблеми. Но се е тема за разговор за мене. Се може да ставиме, да разговараме, соодветно, државнички одговорно, за да можеме да ја зајакнеме државата. Посебно владење на правото директно има економски импакт врз државата, како повеќе јакне, а и довербата кај граѓаните, пред се кај младите, да ги мотивираме плюс да останат тука. И такако се теми важни на кои што сум подготвен секогаш да разговарам, но на основа на сериозни согледувања и постапки кои што треба да ги направиме. Затоа се повлеков од распуштање со реизбор. Немате капацитетност како да ги пополните тие места. Се надевам, еве гледате 60 веќе одат преку Академијата, дај Боже да можат уште 60 да примат, ние од Академијата не се откажуваме, тоа е европско правило, европска пракса, каде што дефинитивно треба да продуцираме кадри за правосудството. Судството е едно, обвинителството е исто така многу важно, така да темите секако за мене се секогаш отворени, на кои што можеме да разговараме.